Почнемо гледачи, добро вечер и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. А зошто да не? Музички поздрав, група Корона. Marika dumaše, Marike, kerko Marike, Semigo, kerko Georgija, Georgija prvi Bekrija. Semigo, kerko Georgija, Georgija prvi Bekrija. Si ženi pogubil, jaske su majko 10. 9 si ženi pogubil, jaske su majko 10. Poslušam Marika majka si zede go Georgi Bekrija. Georgina Marika dumaše, Marike libe Marike. Georgina Marika dumaše, Marike libe Marike. Krčma otvara, mene me kanad da idam. Sevceco da im napravam, firmata da im napišam. Sevceco da im napravam, firmata da im napišam. Mu surli svireja, 10 panič rukaja. 9 mu surli svireja, 10 panič rukaja. И поубавата песна, почитувани гледачи, еве неповторно во студиото, а тоа ќе рече да го представиме нашиот вечерашен гостин. Киро Митев Фистик, познатото презиме Фистик. Се сложуваше со тоа, Кире? Е така. И добро вечер и добро дојде во студиото на Ирис телевизија. Добро ве најдов. Конечно те најдовме да те довлечеме во студиото. Да, ти си недостапен или достапен, а? Достапен, ама... У секој време. Сам пред камери недостапен. Тешко. Се, во фокусот на камерите можеме да влеземе. Сега во е... Ти немаш само, немаш перди. Не. Јас сум звучаршија, да, мраморка, ама пред камери, пред телевизија, имам голем зорт. Кире, фамилија, музичка, не музичка, прва гитара? Прва гитара, фамилија музичка, иначе би сакал да напоменам дека потеклото по дедо и прадедо ми од Ново село, поточно од Ридарско мало, а по баба и дедо е од Кадидере. А по мајка мајка ми од фамилијата на Рибарски, од
би го спомнал само како музички најпознат, Кирил Рибарски. Тромбонистот. Тромбонистот Кирил Рибарски. И она исто како млада доста сакаше и знаеше да пее, исто дедо ми Коледе Сетаро, исто знаеше убаво да пее. Брат ми Тошо исто знае убаво да пее. Тошо Капата. Тошо Капата, да. Добро. Да. Па и јас помалку знам да пеам. Не малку, ти најповише знаеш да пееш. Тоа е моје мислење. Да. Ќе ми простиш, ама морам Добро. да ја кажам истината. Е така, да, тоа точно. Сакам да се потрудам да. Да ти кажам, господине Митев, стварно е музиката познаваш. Ние покасно ќе разговараме за твоите учества во разни хорови и така натаму и така натаму. Но, кажи ми серенадите. Дали си бил пристоен? Серенадите ни беа... Во нашиот поранешен Да. штип, нели е така? Серенадите ни беа, да наречем, Бомбонче. преку една вечер. Преку една вечер, да. Да не ги спомнувам со кои сме биле, него нема тоа време одеме на серенада пред куќите на женските кои ни беа драги, симпатични. Се удваравме. Се удваравме, бевме ергени. Да, се удваравме преку песната. Да. А имаше и доста некои згоди и незгоди во тоа време. У У серенадите. серенадите, да, имаше понекогаш, знаеме да направиме глупост, да собереме магарињата од пазаро, па се качиме на магарињата, па со гитарите, па отидеме под женските прозори пееме, па понекогаш не добро са, понекогаш не испудеа. И нема лутиш. А почесто беше, секојаш ни беа отворени вратите, знае се да не ги повтарам тие, како да ги наречам, символика, цело време ве слушат да пеете, на третата или на четвртата песна, 3 пати се запале ламбата, изгасе, запале, на петата песна не пуштат да улеземе унутре. Значи ја прифаќат серената ваша. Така беше, тоа е точно, да. Го потврдувам тоето внимание, да. Ама тоа беше стварно, да не кажам, пред да отидеме на серенада, отидеме во некоја куќа од другарите, па прво пробаваме кој глас да го пее, терца, втори глас, трети глас, да се усвират гитарите, и тоа беше прво. Приприма имаме, тек после мислам да еме на серенада, за да не се посрамеме, да не ни најдат мани и комшиите и девојката и неговата фамилија. Точно. Господин Митев, јас една моја забелешка, не знам дали ќе се сложиш. Поранешните серенади, тоа е точно. Има ли ги денес? Денеска, за жал, не постојат. Не постојат, тоа е... Зошто е заборавено тоа музичко дело? Како да ви кажам, младите дали имат диско клубови, дали преку YouTube, да кажам дека да се музикални, Друг музички живот. Да имат друг музички живот, нешто слушам, повеќе слушам сега рап, не знам, не ги знам тие нови жанрови, немам представа. Жал за младоста? И јас Жал за сложувам младоста, со тебе, да. Тоа беа прекрасни времиња. Има ли шанси да се вратат серенадите? Мислам дека не постојаш. Младите има друга шема на Да, живот. има друга шема на живот. Ја немам верба во тоа дека серенадите повторно ќе се вратат. Тоа беше еден начин на изразување на симпатии и на чувства и љубов према саканата таа девојка или особа, према песните кои пееме и ги бираме самите зборове. Преку зборовето на песната ние искажуваме љубовта према Значи, нашите серенади, ако можам добро да заклучам, дека влегуваат во историјата, Тоа беа серенади со емоции. со емоции. Тоа е точно. Со љубов. И само што на работа да напомнам дека често се собираме, да не ги спомнам, кафаните Заки, Крле, 3-5 кафани ни беа најдобра кафана беше горе Бриони. Да. Бриони кафаната, тамака постоеше една традиција, пример, вашето друштво пее, цела кафана пее со вашата песна, со вашата придружуваа. Сите се Кога ние пееме, сите пее нашата песна. Немаше вај песна пее, вај друга песна пее.
почитуваа се, секој друштво се почитуваше неговата песна, испее се, па се почитува мојата песна, така да по цели вечери. И тоа беа песни со, па повторам, со емоции. Да ги спомнеме буката ли Да, беше? буката беше, мусата. Феријалец, любител на младите, тоа е чудо што беше своевремено. Да. Ме враќаш во младоста секој Да. Почнувам гледачи и повторно заедно со фолклорно богатство на Македонија. Останете со нас. Ne se treznam sovke morice liderovi, libe što me zapusti. Prazni čaši, prazna duša, brojam spomeni, sovke ne preboleni. Prolet sovke bez tebe, nema sunce da me ogre. Čakam da go vratam vreme to i tebe sunce moje ubavo. Soza jazda prolejam, libe da ti ja podaram, da ti kaže koliko boli duša stradana, sovke opijena. Nema prolet sovke bez tebe, nema sunce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sunce moje ubavo. Nema prolet sovke bez tebe, nema sunce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sunce moje ubavo. Nema prolet sovke bez tebe, nema sunce da me ogre. Sakam da go vratam vreme to i tebe sunce moje ubavo, i tebe sunce moje ubavo. Почнувам гледачи и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. А тоа ќе рече, го продолжуваме разговорот со нашиот вечерашен гостин Киро Митев. Штипјаните знаат фистик. Да. Благодарам што ме подсети. Да. И сега сакам да кажам, секогаш си бил во друштво со музичари. Кираџи, музичари, познати музичари, штипски и така натаму. Мала приказна за тоа, Кире? Па, во Кадидере, таму каде живеев, стари, добро, тој кога прешеш Горан, дека живееме, штипски си зборам, тоа сакам да кажам. Во нашата куќа стално беа кириџи музичари, и тоа повеќе беа од Струмица. Сакам да ги напомнам, беше кириџија Павле Митев, армоникаш, има настапувано
na Валандово. А Миле Барбаровски композитор, он е исто по ударни инструменти, да, и композитор. Глигор Чавдарски, познат внук на познатиот Ванчо Чавдарски, диригент во бивша Југославија. Поранешен, бивша Југославија. Љубен Митров, кој беше диригент на градскиот хор. И професор во средно, за жал не е меѓу нас више. Коте Котев, исто струмичанец кој го водеше и детски и градски хор во Струмица, работеше, да не ги спомнувам, Милчо беше добар кларинетист од Грдо Шорци, Васо имаше од Василево, така да имаше во таа наша куќа за секој имен, за Свети Никола, на татко ми за името и на на дедо ми на името Свети Никола и на татко ми Свети Рангел. Половин музичко училиште беше присутно на домашните веселби. И цела вечер беше со песна. Од јутро до сутро. Од јутро до сутро, да. Да. Доваѓал и Кирил Рибарски, Стево е доваѓал, исто знаеш го што беше у филхармонијата што свиреше во Мостар. Именно тоа, Трубачо. Трубачо Стево, да. Јосиф, на брат ми другар, Монежиката, исто, да не ги сите набројувам. А тоа ќе рече дека шом се дружиш со музичари и ти си музички писмен. Да. Секоја песна ја знаеш. Да, и то доста. И тоа е точно, да. Прочувам гледачи повторно со убава македонска народна песна. Група Корона. Останете со нас. Samo ostana kameno srce da imaše od mojte sosike pukneše kameno srce da imaše sosike pukneše prosteno se ti je prosteno bez kletvi mi je srce to što imam se tebe likuva, a mojta duša bolno taguva, kameno srce da imaše, od mojve sosike pukneše. Srce da imaše, od moje sosike pukleše. Prosteno se ti je prosteno, bez kletvi ti je srce
prosteno se ti je prosteno. Почнемо гледачи, господино Киро Митев, Фистик, така го знаеш ти пјаните, повторно сме заедно. Го продолжуваме разговорот. А тоа ќе рече, хорски пејач. Ние во Штип имаме 3 хорски друштва и така натаму. Кој е твојата магија со хорот? Да не ја заборавиш твојата диригентка Ивана. Да. Првите беа со Любен Митров. Добро. Настапува во градскиот хор Ванчо Праке, он дека беше под, мислам, негова диригентска палка. Тога и градскиот хор Штип броеше над 50 члена, може да кажем и 60 члена броеше. Беше поддржан од тоа време собранието или општина Штип. И немаше манифестација, која многу значи за градот, тај градски хор да не испее химната или да настапи со свој 5-6 numeri. Така да таа свеченост што беше на градот беше збогатена и се даваше тони се даваше на таа свеченост со настапот на хорот. Дали е тоа така денес, во денешно време? Денес поредко, ама еве приметувам дека овие години било која манифестација ги почитувам, обавезно се повикани со наш настап за да се збогати таа нивна свеченост. Господине Митев, колку хорови има денес кои што функционираат? Денес мислам дека Јас знам 3. Мојот лаго по убедување да се 3 хора. Може. Јас знам дека Ваша диригентка Ивана, тоа е првиот понатаму. Мислам дека пензионерите има еден хор. Со Миле Серафимов? Миле Серафимов, слушам дека имат и овие што се пензионерите, инвалидите. Тоа е точно. Еден професор од поранешна средна музичка школа е диригент. Да, тоа е точно. Значи 3 хора. Да. Значи хорското творештво у Штип од секојаш постојало и мислам дека и треба да се негува таа традиција и да постое. Да. Јас имам тука, да ти кажам отворено, господине Митев, имам 2 фотографии, тоа ќе ги покажеме, кога збореме за хорови, а тоа ќе рече дека хорот Единство, каде се изведела првата опера според Сергеј Михайлов и така натаму, и хорот на евреите. Нели следува празникот 11 март и така натаму. Хорот на евреите е малку заборавен, но ние во студија телевизија Ирис тоа ќе го покажеме. Кои се тие хористи? Го продолжуваме разговорот. Јасно, јас по моје сознание Единство што го спомна тај хор, ја мислам дека постои некаде дали 1921 година меѓу двете светски војни или 24 година. Меѓу двете светски војни. Да, меѓу двете светски војни. И првата опера 25-та е со хорот Единство. Да, со хорот Единство, да. И тоа го имаме ние сега во фокусот на камерата ќе влезе. Штип има богата хорска традиција. И за тоа сме ние музичари. Тоа е точно. Да. Почнемо гледачи и повторно со фолклорното богатство на Македонија, а тоа ќе рече ја листаме песнарката на група Корона. Останете со нас. Nosam tažni spomeni, duša rana ti mi otvori, samo pusti, ništa ostavi. Kako majka da me prokolna, kako zemlja da me progota,
Solzi vreli neka presuša, bare malku nadeš jasna ima. Za tebe nekam da me boli duša, da vidim snege i ja spravo imam. Solzi vreli neka presuša, bare malku nadeš jasna ima. Za tebe nekam da me boli duša, da vidim sreće i ja spravo imam. Kako majka da me prokona, kako semija da me progota, ušte ja spo tebe taguvam, nemam komu da se raduvam. Solzi vreli neka presuša, bare malku nadeš jasna ima. Za tebe nekam da me boli duša, da vidim srećen i ja spravo imam. Solzi vreli neka presuša, bare malku nadeš jasna imam. Za tebe nekam da me boli duša, da vidim srećen i ja spravo imam. Da vidim srećen i ja spravo imam. Почнемо гледачи и повторно заедно со нашиот вечерашен гостин Киро Митев, познатиот штипски фистик. А тоа ќе рече приказната негова за сегашниот хор, настапи, признанија, диригентска палка и така натаму, а тоа ќе рече И планови. И планови, програми и така Да, натаму. да. Повели, господине Митев. Овој градски хор е формиран 2009 година, 2009 година. Има го формирано Пиков. После, пред 2 години, дојде да промена на раководната структура, каде јас се нафатив на таа функција да бидам председател и да работам со, мислам, со хоро, со голема помош на Ивана Јанков И со голема одговорност. и голема одговорност, каде благодарение на таа жена, неја која
3 пати неделно доваѓа на проби за скромни средства, што са за мене или За жал, некој- за жал, тоа е точно, да? Не. Не до не Музичките уметности се плаќа доволно. Да, не доволни. Тоа е Хендикеп у свое време, точно, да. Да, него она само прегорно сака да учине и за градо. Тоа е факт, тоа е устари не е за нас, него тоа е за градо, он што сака да го учине. Со тие еве наши настапи, со тие промовирање каде имаме гостување во Бугарија, во Кюстендил. Трамока земаме Гран При пред година дена, Гран При земаме за хор, Гран При зема и Раде Ракожаров за неговиот настап. Ваа година земаме исто први награди за мешовит хор и земаме прва награда за вокална машка група. Од има на настап има у 2 дела. Мешовит хор, хор и имаме исто оформено машка група, вокална група, која исто зема прво место. Имаме настапувано во Драч во Албанија, каде кај да го кажам дека ајде скромно нека биде, а не бевме најприкладно како за градски хор, најдобро облечени, најдобро дотерани и беме први у поворката на дефилето во Драч во Албанија. Го празнувавме не само градо, ја представувавме републиката со македонското знаме пред нас. Излеговте натурал од Македонија. Да. Тоа е за почит, тоа е за Да, пофалба. Ова е вистина, не е, Да, да. не е реклама, не е. Тамо во Драч беа присутни над 30 хора. Да. Над 30 хора. Само од Бугарија беа 10 хора. Беше чест да бидете заедно со тие 30 да, хора. 10 хора. Беше поранешна Југославија. Да, беа присутни од Чекословачка, од Полска, од Хрватска, од Србија и навеќе ги имаше од Бугарија. Трема немавте, нели? Па малку. Малку. Кога чуеме другите како пеат малку Подобри од вас, или? Да, подобри од нас малку. Признаваш се, нели? Признавам се. Признавам се, тоа се стварно професионални хорове. Ние работиме на аматерска база. Ние сме чисто аматеризам во кај нас. А професионално се чувствувате дека сте? Не се чувствуваме още, не сме го достигнали тај Во звукот сте професионалци. Па сакаме да бидеме, ама мислам дека още не ни е. Најголем проблем кај хорското пеење у Штип е, мислам, да се реше статусо, усали проблем е членарината. Кога кажеш на некој сака да пее, ако му кажеш дека треба да учествува со 300 денара од пеењето, дали самата ситуација... 2 пива во чаршијата. Арнама, он си вика, у годината ми собират на мене 50 евра. Зашо да ги дам тие 50 евра? И едноставно, тука треба да се поведе малку сметка. Ние тие пари ги даваме на диригентката, затоа што таа жена доваѓа 3 пати, викам, у неделата, а тоа не е само таа недела, тоа се 4 недели. Од Сењако до центарот на градот. Каде сега имаме, еве, да речем, прекрасни услови имаме за проба. И тоа е најголемиот проблем, кога му кажеш, да се реши нејниот статус, мислам, на вработување, ние може да речеме, оти секој член... Да, секој член треба да учествува со некој, зашто се вика членарина, член. А не мора да биде 300 денара, може да биде 50 денара, може да биде 100 денара. А јас знам луѓе у градот кои сака да дојдат да пеат, и убаво пеат, и прекрасно пеат, ама еве, тоа е најголемиот проблем. Джебот му сиромашен и така. Сиромашен. Сака да даде, ама нема. Нема. А има ги луѓето што сакат да... Еве, господине Митев, ова нека биде една мала забелешка или покана до властите во нашата општина и така натаму, да го решат тој проблем. Да, и мислам дека е редно да... Тоа се ситни... Оти ние не пееме за нас. Имено тоа. Да. Ние пееме за градот. И представуваме и републиката, представуваме и градот представуваме надвор од републиката. И мислам дека е редно да се реши тај статус на диригентката и ќе биде и на нас полесно. Еве, нека биде апел до нашите почитувани луѓе кои што го владеат ова локалната самоуправа, да. Локалност и така натаму. И почитуваме гледачи, продолжуваме се разговорот, но пред тоа се разбира музичка песна, група Корона.
ta zemlja, na majka ta zemlja, na Makedonija, na naša ta zemlja, na Makedonija. I nije imame pravo da živejme kako i drugite, život što živejat, a nije stradavme, gladni umiravme. Sloboda nemavme, pravdini nikakvi, koga ki baravme, zatvor se najdovme, vo furnine stavat, za ne izgorat. Prstite ni kršat i krv ta ni pijat, a nije smeli sme i gordi umiravme, gordi umiravme, ne se predavavme. Ne žalevme, mladosti davavme, za naši pravdini smeli umiravme, za naši pravdini smeli umiravme. Smrt ili sloboda, smrt ili sloboda, za Makedonija, za Makedonija, zemlja porobena. Да се вратиме на хоровите, господине Митев. А твојот хор, се разбира, си член на тој и тој, веќе повеќе години и така натаму. Награди, признанија и вашите идни планови. Сакам да напоменам за гледачите, ланската година, за прв пат, после многу години, и јас бе иницијатор и Ивана, диригентката, едноставно сакаме за Вајград да направиме еден меѓународен фестивал на хорско пеење. И лани, да не речем на мускули, без никаква помош од локална самоуправа, мангар не дадеа, благодарение спонзорите кои помогнаа за да се реализира тај фестивал, каде земаа учество 15 луѓе од Ботевград, повеќе беа 20 луѓе беа од Ботевград, 15 луѓе беа од Кюстендил, 15 луѓе беа од Крива Паланка, Љупче, ти го знаеш, твојот колега
Митров? Вај од Криво Паланка што е армоникашо. Армоникашо, Да, он точно во групата Корона. Да. Има земаа учество Радовишани, распејани Радовишани. Мислам и ние и две групи имаме од ово. Со тоа што 85 луѓе, благодарение на тие спонзори, ние ги угостиме у кафаната Сутиска, не само што и дадеме вечера, него и со сместување. Разменивте мислења, Разменивме. музични Првото, и така натаму. претходно имаме работилница, со они, како се они финансират, од кого добиват помош, како работат, што репертуари. Прво имаме работилница пред настапот у Дома на младите. И Дома на младите, мислам дека да не речем ние самите се подцениме, мислеме дека нема да има многу народ, а имаше доста луѓе. Ме земале од Ванчо Преке 100 столици, донесеме и тие беа, да имаше още 200 столици фалеа за тај фестивал. Публиката е желна за Горското богатство на Македонија, на Штип и Штипски и така натаму. Да се надоврзам на тоа, секоја година организираме предновогодишен концерт. Ваа година исто го организираме у Дома на младите, пред Нова година. Со вечерен концерт беше некаде околу саат и пол. Мислам дека впечатоците на публиката беа импресивни. Мислам дека доста беа задоволни и салата беше пуна. Така да ќе продолжиме со сите тие настапи. За оваа година, 2018, еве сега на 11 февруари, традиционално ќе настапиме со 3 песни за спомнаме го Холокаустот за 11 март, да, во салата на собранието, каде ќе настапиме со Адио Керида. Тоа е песна на еврејските сафарди ги викат, или сефарди, да, или тие се од Португалија и Шпанија протерани 1400-1500 година. Доваѓаат во Македонија. Сефарди, тоа се шпански евреи. Шпански евреи, да. И една ќе исполнеме, таа се вика Тумбала лајка, таа е на вија германско-полски евреи или Ештенхази, мислам дека се викат, таа е се пее на германски јазик. А Тумбала лајка на германски, а Адио Керида се пее на латино, мисля шпански јазик и още една песна со хоро на евреите. Точно. Јас го имам фотографијата, тоа нашата фокус камера тоа ќе го регистрира. Значи, тоа е 11 март, не го забораваме Холокаустот 11 март, кога ги однесува нашите штипски сограѓани евреи и така натаму. Го продолжуваме разговорот, почувани гледачи, и повторно од песнарката на групата Корона. Останете со нас. Сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Ти го свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав ќе ти кажат моите звучни акорди. Светне пенџере, јас ке бидам среќен мила, како да си крај мене.
Тивко свирам, sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Tivko sviram, sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Moja serenada, tebe ti ja daruvam, miren son i dobra noć, mila ti poželuvam. Tivko sviram, sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Tivko sviram, sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Kolku ljubav ke ti kažem, mojte zvučni akordi. Poštujemo gledači, повторно заедно со нашиот вечерашен гостер Киро Митев, фистик, а зошто да не, стар Штипинец, и ја познава музичката култура своевремено. Докажи си со претходното прашање што те недостасува одговорот? Па сега, оваа година, 2018, исто ќе го организираме тај фестивал, ќе биде втор поред. Лански не беше новороденче, а сега ќе му славиме втора година. Да ви се множат годините? Благодарам. Мислам дека сакам тај фестивал да прерасне традиција у градот. Оваа година планираме да повикаме два еминентни хора, еден да биде од Крагуевац, еден да биде од Ловеч, Бугарија, каде бев импресиониран од нивната да разберете мислење и искуство и така. Од нивната хорска изведба. Да. Сакам вај град да осете и да чуе што е правото хорско пеење. Тоа е за фестивало. Сега на 20 април сме поканети да присуствуваме, да дадеме самостален концерт во градот Парачин, Република Србија. Тоа ќе биде во петок навечер во 20 часот, а утрето, сабота вечер, исто во 20 часот, ќе настапиме во малото место Ресавица, тоа е на 20 км од Парачин. Тамо каде ни се платено е вечера, престој. Агендата ви е полна? Агендата, не. Пролетие, живи сме, да, комуницираме. Още сега си понесеме барање до локалната суправа, да ни возможат едино, од ни бараме превоз до Парачин и да се врнеме живи и здрави. И треба да ви го возможи тоа. Се надевам дека ќе ни го возможат, имаме поддршка од оваа локална самоуправа, па ќе видиме што ќе биде. Господине Митев, значи Хорското творење продолжува. Сакам да продолжувам. Вие сте со енергија? Оставам, да. И оставам. Кој состав се вашиот хор? Машки, женски, мешан хор? Да, мешан хор. Радуваме што после толку време сега има и подмладок. Добро. Има и подмладок од девојчиња што пеат на музичката академија, се заинтересирани за градскиот хор и сакат да доаѓаат и пеат. И ја оставам аманет никош да не се ваа традиција угаси у градот. Именно тоа. Добро. Вие сте заслужили за тоа хорско богатство во Македонија, еден од трите хора, вие сте, ајде наречем прима виста, да не бидат љубоморни и другите и така натаму, но соработувате со сите тие и така натаму.
И сакам во секое време и сакам да имам соработка и соработувам со сите. Тоа е Со сите, точно. да. Почнуваме речи повторно од убавата песна македонска. Музички времеплов. Група Корона. Ligni da kajče veslaše po Ohridsko to ezero nasproti nejze ribari stari drugari ribari, stari drugari, krotko veslajte kajče to, da ne mi prajte branovi, racete da si odmora. Veslaše Ohridsko to ezero Tivko si pesna peše Miljana platno beleše Igni da kajče veslaše peše Miljana platno beleše Ligni do mome lihnino ako ti prajme branovi so veslo kegi skrotime so ljubov ke te gledame ne sakam da gi skrotite ne sakam da me gledate ja sakam mirno ezero racete da si odmoram ligni da kajče veslaše Ohridsko to ezero Tivko si pesna peše Miljana platno beleše Ligni da kajče veslaše Ohridsko to ezero Tivko si pesna peše Miljana platno beleše Почнуваме гледачи повторно заедно со нашиот вечершен гостив. А тоа ќе рече фистикот знае се. А тоа ќе рече уште поправилно хорското творештво и така натаму. Но моето следно прашање е своевремено имаше во Штип и така натаму крски свирачи. Ај кажи ми ја содржината и таа приказна кире. Твојот музичи почеток е тај, е така, да. Спомни ги тие сите музичари така натаму, да. Покојниот мој драг
и незаборавен приятел Бубо Малинката. Моја генерација. Да, тоа е генерација. Многу си бевме близки со него и едноставно вика ајде да формираме онака некоја си групичка и како да ја крстиме, а тоа време одееме по лојзата, по Каваклија. По нивите. По нивите, да. Суд на кој ново село. Викам самото место дека се наоѓаме, кажува тоа. Ние сме на Кро. И ке се викаме крски свирачи. Морам да ги спомнам. Почетен беше, викна го кај мене у Дукјано Сашо Зендело, знам дека свири мандолинка, а не долго време не свирел, ајде Саше, цаманам, едно време оправија работата, па после Мичо срцето, бајчето, пи он дојде, Сашо Зендело му даде една тамбура од татко му, а пи он научи таа тамбура да ја свире. Па после го земаме Дејви, јас си го знам Ристо, си го викам Дејви, под него го земаме, така формираме ги крските свирачи и одееме често кај Љупчо Иванов на вилата, со сите, со мезиња, со скари, по цел ден. Домаќинска куќа беше кај него. По цел ден и по цел ног беше само песна. Само песна беше, да. Крски свирачи. Крски свирачи. Дека ќе одеш на Кро, ќе свирам и ќе пеам. Да. А Ристо Тапи беше ли у крските свирачи? Па Ристо Тапи не беше у крските свирачи. Он беше Любител на вас. Любител, да. И многу да симпатизираш, многу. Да. Побаво пеете од него. Тука некаде е работата. Еве, господине Митев Фистик, да го призавршиме разговорот, еве едно последно прашање. Сакам да кажам дека твоето хорско творештво продолжува, дека нема назад. Надевам се, нема дека назад. нема назад. Нема назад. Да не послужи Господ здравје. Само здравје Господ нека дава, да. Да не ги заборува серенадите. Јако. И кефало. Да, и кефало, да. Да се продолжат твоите активности музички. Останавме малку музичари, ама добри сме. Први сме. Да. И секогаш знаеме што треба да направиме. И еве, да кажем отворено, да имате соработка со собранието, со општина, со генералот на општината и така натаму, да ви помага да не згаснете. Штипско културно лето, до каде е? Па надевам се дека овој фестивал сега што викаме вториот роден ден ќе биде под покровителство на локалната самоуправа и ќе влеземе у таа агенда на Штипско културно лето. Во програмата, вели? Во програмата, да. Браво. Ќе имаме ли штипска разедница во домот на младите? Да, и тоа се надевам и дека и тоа ќе биде. Знаеш, традиционално кога се организира таа штипска разгледница, сите што беа надвор наши еминентни музичари, јули месец собереа и по цели вечери се пееше и се забавуваме. Ќе настапете во живо? Во живо, да. И сега ќе настапиме за 40 ќе настапиме во живо во Дом на млади. Имате и таа ли традиција. Точно. Со вашиот хор имате ли видеозаписи? Па имаме на YouTube, имаме видеозапис, благодарение на Никола Бојоклиев, нашиот член што е на градскиот хор. Сите наши настапи со негови собствена камера ги има регистрирано и составени на YouTube. Кој сака да ги погледа може да пише само градски хор Штип и ќе излезат нашите видео и записи. Телевизија ќе биде уредно поканата со вашите програми и така натаму. Секој време се поканите. Штипенецот Фистик. Драго ми беше што бевме заедно. Господ здраве на тебе ти даде. Така. Браво. Да ви се множат хорските години. Благодарам. Поздрав до сите твои членови во твојот хор. Да. И така натаму. Почнуваме гледачи, ова беше се што подготвивме во нашата музичка емисија. Се надевам задоволни. Остануваме заедно со музика, а тоа ќе рече Ирис телевизија. Ви посакува пријатна вечер и добро здравје.